Министерството за култура од денеска го запира извршувањето на одлуката на собранието на ЗАМП со која се забранува емитување авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување, бидејќи оценето од и не е во согласно со одредбите од Законот за авторското право и сродните права. Тоа значи дека од денеска македонските песни и ора се враќаат на музичката програма на телевизиите. Во меѓувреме Министерството ќе поведе постапка пред надлежен суд за оценка на законитоста на актот. Инаку не е спорно дека авторите на музички дела имаат право преку соодветна организација за колективно управување или индивидуално да забранат користење на нивните дела, но на начини и под услови кои се во согласно со Законот за авторското право и сродните права. Граѓаните во изминатите денови и седмици останаа зачудени и збунети зошто некој се дрзнал да им забрани да слушаат македонска, но и српска, хрватска и друга музика од овие простори и никако не можеа да прифатат дека било која и било каква причина го оправдуваат потокот на ЗАМП. Ако имало недоразбирање или какви да е пречки и проблеми, институциите морале да ги решат меѓусебно без да ги ограничуваат правата на населението, кое ни криво ни должно беше принудено да слуша само странска музика. Па негативна работа е тоа, ќе да немаме музика тоа. И на мене не ми до глава додека ќе тера така. Да ти кажам, јас дека обично користам повеќе српски програми и слушам српска музика. Кој више нема кај нас. Не го оправдувам, ово требаше најше решението сега. Па не е тоа 15 дена, 20. Тоа е со месеци више. Јас сам место српска музика гледам турска серија. Тоа ми е музика. Не го оправдувам. Напред си пуштаме песмички за мерак. Какви сакаш, какви ти се сеќаш. Сега нема ништо. Па јас мислам дека тоа не е во ред. Треба да се пушти музика и тоа не само наша, секаква, и странска и од секаде. Таа музика е за тоа за да се слуша, за да се ужива во тоа. Вале и музика и македонска и српска. Кога имаше на сите програми, слушавме барем во сабота и во недела. Сега нема ништо, сега се е мртво. Можеме да слушаме само албанска музика или ако имаш касета или CD дома да слушаш. Ако Министерството ја искористи оваа надлежност за деблокирање на македонската музика, останува неизвестно кој и кога ќе го реши проблемот со српската, хрватската, црногорската и словеничката музика, за кој преку ЗАМП се изречени забрани на неопределено време. Дали и тамошните агенции или министерства ќе оценат дека одлуката на ЗАМП не е во согласно со законските одредби од областа на авторското и сродните права, или едноставно ќе се солидаризираат со него, бидејќи во догледно време и тие може да се најдат во слична ситуација. Сепак медиумите решението на Министерството го толкуваат како деблокирање на музиката од сите земји кои испорачаа забрана.